Со последниот одржан тренинг предвадена во Скопје, машката сениорска карате репрезентација на Македонија, која се квалификуваше меѓу 20 најдобри екипи учесници на светскиот куп, успешно ги приведе до крај завршните подготовки во борба и во кати. И непосредно пред поаѓањето ги имаме нашите представници во студиото 3 на Македонската телевизија. Многу најавуваме меѓу другото и спортскиот настан за кој што тие се подготвуваат веќе известно време, од петок до недела во Памплона добрите 20 селекции. Ајде за најмладиот може. Добро утро за Матеј Белистојановски надпреварувач, Стојан Андриевски ни е тука селектор во кати, Александар Кузмановски селектор во борби. Добре ни дојдовте. Денеска тргнувате во Шпанија. За колку час? За 16:30. Доколку сме благодарни што одвоивте простор за Македонија наутро непосредно пред паѓање. Да, верувам веќе подготвени така за патувањето. Ајде, прашањата ги поставуваме до сите, или може и да се надополнувате. Каква беше атмосферата на тренинзите, каква е во тимот неколку часа пред тргнување? Ајде, Матеј. Па, одлична беше атмосферата за време на тренинзите. Одржавме неколку тренинзи со репрезентација. Имаме исклучителна добра репрезентација. Тоа го покажавме и на Балканско првенство кое се одржа пред 2 недели, каде што сите четворица представници од помлада генерација освоивме медали. Исто така и во екипен дел освоивме 3-то место. И мислам дека одлични сме за ова светско првенство подготвени. Ова сме кај тимот, ќе се надоврзам само дека исклучително сум задоволен заради тоа што подготовките поминаа во најдобар ред. Фала му на Бога, значи нема никакви повреди. Комплетниот состав од 8 надпреварувачи патува во Памплона, Шпанија и ќе представува нашата држава меѓу најдобрите 20 земји во светот. Со самото тоа што изборивме норма за учество на ова светско првенство, ќе најавам само дека идеме оптимистички, иако на жребањето имавме тешка задача и паднаме во најтешката група А, но мислам дека моите избраници од 8 надпреварувачи, за жал кој што меѓу нив и двајца не се во тимот поради повреди, Петар Заборски и Витомир Трајковски ми беа во списокот проширен, но за жал поради повреди нема да бидат со нас дел од екипата. И екипата ќе кажам дека е составена од млади надпреварувачи кои што се сите репрезентативци и прваци во нивните категории во Македонија, во У21, тука се ќе ги набрам со нас Матеј Белистојановски, тука е Љупче Михајлов, тука е Стефан Стојановиќ, тука е Данило Божовиќ. Тие се млади од подем и да речем костор на репрезентативица кој што ќе продолжи понатаму да работи во сениорскиот дел. Во сениорскиот дел ќе ги набрам искусните четворица надпреварувачи кои што ќе очекувам највеќе од нив, бидејќи се во топ форма сега и во залесна кариера, мислам дека може да го дадат својот максимум, а сите се освојувачи на европски и светски првенства во сениорска конкуренција. Емил Павлов, капитенот, Берат Јакупи, тука е значи Петар Спасеновски, европски медалиста и Мусен Месине. Ке се задржиме на реченицата, ќе очекувам многу од нив. Александар ни ги одговори трите прашања, ни остана само едно, но ќе се снајдеме ние колку што се разбираме во карате. Секако, апсолутно, да. Оно што секако сакам да го споменеме е дека првпат се ова првенство се одржува одделно од поединечното. И тука ми споменавте дека покрај тоа што каратето како поединечен спорт го зборуваме и имаме успеси на оваа тема, веќе и тимската игра е добра опција. Така, од оваа година, значи, веќе ги одделија тие категории. Индивидуалниот дел ќе биде, секојаш, значи, светското првенство ќе се одржува на 2 години, но една година ќе биде индивидуален дел, а другата година ќе биде екипен дел, каде што секоја репрезентација и секоја држава ќе мора да освои учество или пласман за да учествува на тоа светско првенство преку континенталните првенства, например да речеме прв, втори, третиот бронзениот медал што го освои, од сите континенти ќе бидат учесници и ќе има она ВКФ ранкинг листа на која што доколку сте 7 пласирани, 5 пласирани може да учествувате на тоа првенство. Ние заедно и со колегата ќе кажа на Стојан Андриевски во последното првенство во Задар, каде што Михаела Мишовска освои сребрен медал, и да искористам прилика да поздравам и тој е најголем резултат оваа година 2024. Сребро во женскиот дел, ние како тим машки освоивме 7 место и со тоа здобивме право на учество на ова светско првенство. Стојан, да надополниме нешто? Да, прво ни е чест што ќе настапуваме нова, нормално дека ќе браниме боите на нашата држава Република Македонија, а горди сме од ова што го спомна и мојот колега Ацо, дека сме поканети заради нашиот резултат и успеси. Ќе зборувам сега конкретно
за тимот што е во Кати, ние бевме 2 пати 7 и 11 на светски и го очекувавме покана. Значи тамо не може да отиде кој сака, за разлика од друг пат што се пријавуваат други држави, само поканетите може да дојдат. И сега не става во ситуација равноправно со екипните спортови. До сега да не должа многу, бевме некако деградирани затоа што не третира само како поединечен спорт. А Ката тимот од секогаш бил тим. Сега тоа ќе биде озванишено. Тимот, како што веќе сигурно знаете, се состои од тројца млади надпреварувачи. Мислам дека е најмладиот тим таму што ќе настапи. Тоа се Андре Стојановски, Марко Поптодоров и Марко Димовски. Работевме, како што рече Ацо, многу напорно, краток беше рокот за да се спремиме, меѓутоа го искористивме максимум да ги подготвиме колку што можеме. За разлика од борбите, во тимовите и во Катите воопшто знаете дека судењето не е исто, многу зависимо од оценката на судиите, за разлика во борбите кај што се гледа поенот и што има и може селекторот да реагира на некој недосуден поен и право на протест, во Катите тоа не постои. Значи само сме оставени на одлука на судиите, што не става подредена состојба и ние се надеваме дека судиите ќе бидат, прво ќе ги сакаат Катите, ќе бидат честни и ќе судат тоа што го гледаат, али нечесто те се случува така. Спомена Александар, конкуренцијата е голема, ние по игра на случајот сме со оние најискусните, од кои што исто така глобално многу се очекува. Какви се сега вашите очекувања? Од друга страна, како сакам да вас да ве слушнам, но ние како граѓани, имајќи предвид колку често се зборува за успесите во каратето, на секој надпревар некако ја поместуваме границата, очекуваме повеќе и повеќе, се разбира бидејќи имаме и резултат. Какви се вашите очекувања лично? За Катите? Да, апсолутно. Значи, ја прво се надевам, групите се сите тешки, чим дошле на светско првенство, тие се 20 најдобри. Значи, очекувам да правиме победи, честно да ја правиме и сигурен сум дека ќе направиме резултат. Не можам да тврдам дека ќе влеземе меѓу 8 најдобри, бидејќи од секоја група по 2 одат понатаму. Јас мислам, ако малце со малце среќа, и затоа реков малце не сум многу оптимиста, затоа што се млади да не ги фати трема, во Катите да мал дебаланс и нема враќање назад. Во борбите поинаку и да губите 3-0, може да се вратите и да го добиете мечот, а во Катите тоа не постои. Совршенство, максимум, мала деконцентрација, се плашам дека се млади да не го направат тоа, иначе на тренизите, повторно ќе кажам, ако 90% направат како што работеа на тренизите, очекувам со висок резултат. Останува да посакаме среќен пат и се разбира остварување на резултатите кои што ги имате како цели, како репрезентации, како федерации, да се видиме кога ќе ни се вратите од Шпанија, да ги споделиме успесите и резултатите. Благодариме, се надеваме дека ќе дојдеме со убави вести од Памплона. Мораме ги да прашам колку сте задоволни од тоа, колку се вложува пред поаѓање. Ви недостига ли ништо во моментов што може да унапредиме на следниот надпревар? Од аспект на поддршка на државата од во делот на групата, каде што се наоѓаме, каже групата во која група сме? Значи се наоѓаме со Иран, Добре. Италија, Хрватска и Австралија. Исклучително тешка група, но имаме квалитет да влеземе во топ 8, сигурен сум. комплет сме? Во тој дел само ќе се надовршам дека, значи, како група исклучително тешка, како што кажа Матеј, значи тука се да речам освојувачите на европски и светски титули во екипен дел. Овој пат ќе имаме голема задача, но верувам, оптимиста сум во моите избраници, доколку го покажат максимумото, онака што знам дека се спремни, ништо чудно и да изненадиме и да поминеме понатаму. Во групата поминуваат само 2 репрезентации, како што кажа мојот колега, и од тука натаму се разигруваат, укрстуваат и доаѓаат до полуфинални и финални мечеви, каде што верувајте дека, како што кажавте вие, секогаш сме научени дека каратето е најтрофеен спорт и секогаш да се враќаме со одличие и со медали, тоа го правиме веќе наназад неколку години, да речам се повторува. И овој пат ќе се потрудиме, но без разлика на се мислам дека и самото учество во овие ново светско првенство е голем успех за сите нас. Така да поздрав до гледачите на македонската телевизија, поздрав до сите што не поддржуваат, поздрав до цела Македонија и со Господ напред одиме да испишеме нова страница во македонската спортска историја. Среќен пат, па по враќањето повторно ве очекуваме тука. Благодарам. Се надеваме.